шахисти, ајде да играме шах. Денес ќе учиме за најмалата шаховска фигура – пешакот. Пешакот некогаш е селенец, некогаш е војник. По поле ли одам или друм? Можам секому да бидам кум. Мал сум, не ме гледај. Ако стасам на друг крај, од мене бегај. Секој играч започнува со 8 пешаци, наредени на вториот ред пред другите шаховски фигури. И ако пешакот има најмала вредност, тоа е фигура со најголем потенцијал. Ајде да се запознаеме со карактеристиките на оваа малечка фигура, да видиме колку е важна таа во играта. Да обрнеме внимание, бидејќи половина од нашите фигури се пешаци. Пешакот се движи едно поле напред. Да погледнеме како се движат белите пешаци и како се движат црните пешаци за едно поле нанапред. Пешакот може да се придвижи само едно поле напред во секое време, освен при првото движење, кога играчот има можност да го помести за 2 полиња напред. Понатаму тој се движи само за едно поле нанапред. Да видиме како изгледа тоа и за црниот пешак. На диаграмот пред нас, пешакот може да се движи само едно поле напред, бидејќи ловецот не му дозволува да отиде 2 полиња напред. А на овој диаграм пешакот на D2 не може да оди напред, бидејќи е спречен од дамата. Тој мора да остане во место, се додека таа не се тргне од неговиот пат. На овој диаграм нашиот јунак има два возможни потега. Да оди едно поле напред или да ја земе на косо противничката дама. Чекај, значи се го учиме за земање? Запомнете, пешаците се единствените фигури што ги земаат противнички. Поинаку од начинот на кој се движат. Тие земаат по диагонала, одејќи напред за едно поле. На овој диаграм црниот пешак има избор. Може да го земе скокачот или ловецот. Да повториме. Пешакот зема едно поле накосо. Ево уште едно правило. Сите фигури може да се движат напред-назад. Само пешакот не може да оди наназад или во страна. А бидејќи не може да прескокнува други фигури, често се случува пешаците да се блокираат меѓу себе. Тие остануваат блокирани се додека не се направи можност еден од нив да земе противничка фигура накосо или самиот тој да биде земен. Пешакот има многу важна карактеристика. Тоа е единствената фигура која може да се трансформира во друга. Дама, топ, ловец или скокач. Единствено не може да се претвори во крал. Се прашувате како е можно тоа? Ако пешакот стигне до најоддалечениот ред, од почетното место, тој може да се промовира во друга фигура. Но кога ќе стигне таму, тој не може да остане пешак, бидејќи дамата е најмоќна. Најчесто пешаците се промовираат во дама, но понекогаш може да е поповолно да се претвори, например, во скокач. Како се врши промоција на пешак? Тој стапнува на последното поле и кажуваме која фигура ќе поставиме на негово место. Истото важи и за црниот пешак. Него ќе го претвориме во топ. Гледате, многу лесно и моќно. Сега, ајде да повториме. Пешакот на А2 може да оди едно или 2 полиња напред, но може и да ја земе накосо противничката дама. Пешакот на D5 може да го земе накосо црниот топ или да појде за едно поле напред. Пешакот на G2 има избор да се придвижи за едно или за 2 полиња напред. Пешакот на F7 може да се промовира во дама. Ајде да ги погледнеме црните пешаци. Пешакот на А7 може да се придвижи за едно или за 2 полиња напред или да го земе противничкиот пешак на Б6.
Пешакот на C2 може да се промовира во дама. Пешакот на D4 може да го земе ловецот, но не може да оди напред, бидејќи е спречен од противничкиот топ. Пешакот на G7 може да оди за едно или за две полиња напред. Има едно специјално правило кое се вика en passant. En passant е француски израз и значи земање на поминување. Кога црниот пешак стои на четвртиот ред, а белиот пешак тргнува од почетно поле и застанува веднаш до него, одејќи две полиња напред, црниот пешак во следниот потек има избор да продолжи право за едно поле напред или може да го земе белиот пешак, одејќи едно поле накосо. Иако всушност белиот пешак го поминал тоа поле и не застанал таму. За да се случи овој специјален потек за белиот играч, белиот пешак треба да стои на петтиот ред, а црниот пешак да тргне од почетното поле. Иако en passant е редот потек, сепак останува многу важен и треба да се запомни. Значи, en passant може да се случи на третиот ред за црниот или на шестиот ред за белиот пешак. Запомнете, en passant мора да се направи штом пешакот на нашиот противник ќе се помести две полиња напред. Доколку не го направиме ова земање веднаш, овој потек е невозможен понатаму. Таков е случајот во овој пример во кој белиот пешак не може да го земе црниот, затоа што пред тоа сме одиграле со кралот. Можеби пешаците се најслабите фигурчиња, но со сигурност се душата на оваа игра. Довидување.